и сега ќе го кажем пак податокот од теренот дека најголемиот број на земјоделските производители не се одлучуваат да го осигуруваат своето производство. И морам да го кажам фактот дека се во право, бидејќи за оние штети кои што ги претрпуваат културите во одреден дел осигурителните компании не ги преминуваат, или оние што ги преминуваат конкретно од мразевите, не ги преминуваат во оној период кога настануваат најголемиот број на штети, да речеме, кај растителното производство некаде во март месец настануваат, барем во досегашниот циклус на сето она што случуваше според сите податоци на производ, најголемиот број на штети се случуваат крајот на февруари и почетокот на март, додека временски осигурителните компании од овие штети осигуруваат негде после 15-20 април, веќе кога во најголемиот период не се случуваат такви штети или мразеви за нанесување штети кај самите земјоделски култури, што значи неминовно и во сферата на ова да се седне од самото надлежно министерство со осигурителните компании да се изнајде начин и решение барем да се пролонгира рокот или периодот во кога ќе аплицираат самите земјоделски производители. Инаку мислам што се однесува до самите земјоделски производители би требало и треба да ги осигуруваат своите култури, меѓутоа баш поради тоа периодот од кој ги опфаќа осигурувањето на самите култури не ги опфаќа сите оние временски или климатски фактори со кои настануваат штетите кај самите култури.